Јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва емисијата ќе биде составена од 3 дела. Оној дел од интервјуто со господинот Абрамович, кој него имитувавме минатата недела, тие 15 минути ќе бидат емитувани во оваа емисија, плюс прославата на Вардар, едно интервју со господинот Самсоненко и политичка анализа на крајот на оваа емисија. Значи 3 дела, некаде околу 60 минути, останете со нас, сигурно нема да зажалите. Пред да ги погледнеме последните 15 минути од интервјуто со господинот Абрамович, јас ќе направам едно мало пледоје, почитувани гледачи, за да можете многу прецизно и многу внимателно да ги анализирате работите кои ги кажува во оваа емисија и во претходната емисија, на емисијата во Центар. Ова е списокот на големите шефови на руските тајни служби. На тој список пишува дека сега голем шеф на руските тајни служби е господинот Наришкин, дека од 2007 до 2016 година бил господинот Фратков. Меѓутоа за нас е многу важно кој бил начело на руските тајни служби од 13 март 1922 година до 27 октомври 1929 година. Тој е господинот Михаил Абрамович. Како се вика и како се презива нашиот вечерашен гостин Велимир Абрамович? Како се вика газдата на Челзи Роман Абрамович? Гледате, тоа е семејството Абрамович. Тој семејството Абрамович кој некој мешавина на руско-еврејско потекло, кој по мене едно од 3-4 најмокни групации кои сега владеат со светската политика и со светскиот бизнис, а тоа го правиле изминатите 100 години. Меѓутоа видите што е интересно. На 13 март 1922 година Михаил Абрамович станува голем шеф на руските тајни служби. Еден месец подоцна, на 3 април 1922 година, Јосиф Висарионович Сталин станува генерален секретар на Советската комунистичка партија. Значи прво голем шеф на руските тајни служби станува господинот Абрамович, кој има исто презиме кој нашиот вечерашен гостин, а еден месец подоцна Сталин станува прв човек во Советскиот сојуз. Мислите дека тоа е случајно, почитувани гледачи? Дека се случајни презимињата, дека се случајни настаните, дека се случајни работите кои се случуваат? Јас одамна не верувам во случајности. Затоа овие луѓе доаѓаат во мојата емисија, затоа гостуваат во мојата емисија, затоа кажуваат работи кои подоцна се остваруваат. Македонија помина бурен, многу бурен период. Да. Шарени револуции, промена на власта. 27 април, оно што случуваше во македонскиот парламент, оние слики кои подоцна се гледани во целиот свет. И кога ќе ги прашате луѓето кој би можел да стои позади тоа, тие на прво место е стават Америка или Соединетите американски држави. Ние говориме дека британците и русите имат две најмокни служби. Сигурно. Британската и руската, па празно место, па МОСАД, па подоцна празно место, па може да дојде ЦИА. Може ли да се случат такви шарени револуции во една земја, па макар таа да се вика Македонија, а да нема улога британската или руската тајна служба? Pa, samo da vas podsjetim, kada su Albanci napravili ustanak u Makedoniji, čak i poginuo jedan pilot i tako da sam video u Svetom Nikoli, imao spomenik tom pilotu makedonskom, i tada su se, makedonska država se žalila NATO paktu i došao je Solana koji je dao autobuse NATO pakta da se svi ovi, da kažem, Albanci, vojska njihova lepo spakuje i da se vrati na Kosovo. To je bila ruska intervencija, pacifikacije, jer je Solana, da kažem, bio na ruskoj plati. On imao sve vreme bombardovanja. Ovdje je Solana imao račun u Švajcarskoj. Inače, i on fizičar, da, gde su mu uplaćivali. Pa zato što Rusi su dozvolili bombardovanje, da kažem, Jugoslavije, odnosno Crne Gore i Srbije. Bez njihovog pristanka ne bi moglo da bude bombardovanje. Дека 27 април Da. во Македонија, превратот, државниот удар, или кој е? A ovo sad što je Да, bilo? што се случува. Не може да се направи без британци и без Руси. Ne može, ali to je sve bila dogovorena igra. Očigledno su se ipak, da kažem, sreća za makedonski narod, su se ipak dogovorili da ne bude građanskog rata. Да дојзајат на I da власт. svi uđu u NATO i to je pacifikacija. Да. Знаете, кога ќе правиме одредени анализи, имало државен удар у Црна Гора, ама се спасил Мило Ѓукановиќ. Pa da. Не знам, или русите му се љути на Зоран Заев што ја внел Македонија во НАТО. Da. Видите, така мокни служби Jest. да изгубат од Зоран Заев или од Мило Ѓукановиќ. Pa Да da, изгубат од
некои анонимуси тука на Балканскиот Da, ovaj полуостров. atentat na Mila Đukanovića je pomogao jako Milu Đukatu, je ruska pomoć njemu da narod kaže, ma ne treba, mi smo nezavisni, hoćemo svog čoveka Mila, tako da to je bilo u toku samih izbora i to je on dobio 10% glasova u toku od jednog dana. To je velika pomoć Rusa bila Milu, taj atentat, lažni atentat. Можеме ли да осликаме улогата на Тито? Da, Говоревме за руси, за кинези, за британци, за американци. Го спомнавме Тито како она четврка која прави озна или Да. кровна конструкција. Рековте дека Тито е дел, крак на руските служби. jest. Рековте дека Тито е вториот човек после Нехру во Неврзаните, Da. подосна или приклучен. Постојано се говореше дека британците стојат за тоа движење на врзаните, вие сега прв пат ја изнесувате тезата, Pa теоријата, Britanci, znate kako Britanci... парадигмата дека тоа Da. се можеби русите. Можеме ли улогата на Тито да ја дефинираме? Да, навистина не е 25 мај, обично за 25 мај даваме емисии за Тито, некој ден после 25 мај, можете ли таа линија да ја A Tito изнесете? je, znate kako, 919. je stvorena Kominterna. Znači, pre nego što je formirana Jugoslavija. I Kominterna je odmah bila protiv, već se govorilo o formiranju kraljevine, odnosno Jugoslavije. Kominterna je odmah bila protiv Jugoslavije. Rekli da su Srbi hegemon, narod hegemon. Lenin je rekao konkretno da bi se sprovela, to su Leninove reči, da bi se sprovela revolucija na Balkanu, mora se slomiti kičma Srbima. A znate šta je Stalin rekao 1940. Ovo citiram. Rekao je sljedeće. Srpski narod na Balkanu je nosilac kulačkih tradicija, ali bogati seljaci, oni ne mogu biti za komunizam, bogati seljaci. A hrvatski narod je nosilac revolucionarnih tradicija. I to je prevagnulo, onda je Tito došao u toj drugoj fazi. Zato цело време процесот на растурање на Југославија Da. преку усташите и преку албанската имиграција го прават русите. И вие кои ги гледате овие представници на албанската имиграција, гледате дека најмалку 2 пати годишно они имаат или од Брисел или од Швајцарија авионски карти до Москва. Pa da, pa radi se preko. Ali je centar tu za odlučivanje nije u Moskvi, nego tu se sastaju ovi, kako da dogovore operativno, ali sam ovaj centar je difuzan. Oni se sastaju na nekim ostrvima i to, a onda iz Amerike idu u vezi financije, u vezi vojske, to idu instrukcije u Rusiju iz Amerike. Значи врз база на тие анализи на Ленин и на Сталин, Тито доаѓа на чело на комунистичката партија и на чело на Југославија? Da, kako da ne, da pripremi u stvari moment kada će Jugoslavija da se raspadne. Praktično je NATO pakt izvršio ono što su Kominterna i partijski kongres u Drezdenu 1928. dali kao nalog, a to je da je Jugoslavija tamnica naroda, da je to mala Austro-Ugarska i da to mora da se rastavi. I to vidite danas da je ta ista instrukcija važi i za Bosnu. Jer Bosna je ostatak Jugoslavije. Pa da, to mora do kraja. Da, Amerika je protiv toga, ali to su ovi niži američki politički krugovi. Oni najdublji su za raspad Bosne i zato Englezi daju instrukciju svom agentu Dodigu da on radi na raspadu Bosne i nikomu ništa ne može zato što je to linija svetske vlade. Kako bi го дефинирале Тито? Во неколку реченици. Pa evo ovako, sad ima to lično bi ga definirao, to su ljudi koji, kao Asura, to su ljudi borci koji prosto imaju taj talent, kao što neko ima talent za muziku, neko ima za slikarstvo, tako postoji, pošto je vlast u stvari vrsta umetnosti, art, vladanja, kao i vojna veština. On je imao taj talent urođeni, a onda je u stvari Rusija, koja, znate, u Rusiji to odmah prepoznaju, oni su njega kooptirali i on je Rerihovac, to je zapravo Rerihovac. Sad mi raskidamo s Titom. Ovo što traži Putin Rerihove slike, to je kraj te titoizma. To je kraj, to je raspad Bosne, to znači. Значи, Николај Рерих, Тито е човек на Николај Рерих. Nikolaja Reriha. Еден од шефовите на руското војно Pa разузнавање. da, to je Agni Yoga, to je čišćenje duše vatrom. Kako izgledao grb SFRJ? Buktin, vatra. To je to je ruski masonski simbol koji je povezan sa Indijom i sa ezoterijom. Тито е член на руските масонски служби. Da.
On je ruski, ali koji je očigledno, mislim, čovek koji je mogao da shvata i ove više stepene spiritualnosti, tako da je on radio sa teozofima direktno i to je nesvrstanost i samoupravljanje. Samoupravljanje je ezoterijska ideja. I samoupravljanje je u Šambalahu, a Šambalah je grad svetlosti gde nema kralja, nego su svi visoke svesti, borci i bore se za pravdu. Šta je ovde bila priča? Kada je ti to? Visoka svest naših radnika. To je svest i borba za svetsku pravdu. To je čisto Rerihova ideja. I nesvrstanost i samoupravljanje. Jedno i drugo. Настанот кој последните 3 недели всушност беше клучен е падот на австриската влада. Гледате, во тој пад има вклучено руска шпиунка, руски капитал, па има србинка, па има британски служби, па паѓа владата, па Курц паѓа. И сега ние нели поминавме преку тоа. Меѓутоа и центарот на МИ-6 од каде се спроведат операциите на Балканскиот полуостров и во Виена. Во време на студената војна, главните седишта и на ЦИЕ и на КГБ се во Виена. Виена е значи клучен град. И пред изборите во Европа се случува падот на австриската влада на еден брутален начин како од оние шпиунски филмови пред 40 или пред 50 години. Sad ću vrlo preci, evo to je sad, to se dešava ovih dana. Vidite, centri i ruski i engleski su u Austriji. I austrijska vlada je praktično koaliciona vlada između KGB i, da tako kažem, ruske službe i engleske. To je koaliciona vlada. Strahe je Rus, a Kurz je Englez. I sad to radi, međutim, pošto sad treba se reši Kosovo. A na Kosovu su iste te sile, isto ima ruski agenti i engleski. Sad, njihov centar je u Austriji. U Austriji se sad posvađaju Englezi i Rusi i ovi nemaju koga da pitaju. Sad ovo kaže, ne znamo, vidjet ćemo, a ovde se završava posao. Oni su u stvari svoje ljude ostavili na cedilu na Kosovu, zato je pala je vlada zbog Kosova, ne zbog svađe. A to je sve, da kažem, predstava jednog istog scenarija i dogovora. Znači, zato se slučao politička kriza u Austriji. I sad će da se reši Kosovo, pa da. Jer ovi nemaju koga da pitaju. Znate, ovaj zove kao što, pa ne znam, i mi smo u krizi, gotovo. A vreme ide, a instrukcije. Jer pa ste na Kosovu. Imate ovoga Hašima Tačija, koji je koje je englesko odelenje ruske službe. Ruski čovjek matično, ali englesko odelenje, tako fini gospodin. Kad je neko englesko se odmah vidi, znači on kupi lepo odelo i lepo se ponaša. A ovaj Haradinaj, on je francusko odelenje ove američke službe. Pa se, ovako imate jednu fotelju, sedi Haradinaj i sedi neko drugi. Iza njega ima jedna slika. Znate čija je to slika? Laze Vozarevića, nova vizantijska ikona, to je francuska linija. To je znak, ko zna o čemu se radi, da je on francusko odelenje Amerike, a za Ameriku je javno. Kako Amerika kaže, Haradinaj, koji dobro govori francuski, Haradinaj. Onda imate ovoga, to su Rugovini ljudi, ono što je bio predsjednik vlade, to su engleski. Engleski su na Kosovu. Isa Mustafa. Isa Mustafa, to je dosta slaba, malo oslabljena ta linija. I imate i Vatikan. Ali su glavni Rusi i Amerikanci. A zašto je Haradinaj dobar? Pa njega su Srbi odbranili u Francuskoj, tako da digli ga. Ne bi ga Albanci izabrali da ga Srbi nisu tražili preko poternice, pa ga ovi oslobodili. Zašto je Francusko? Pa zato što kao Francuzi i Srbi su uvek, da kažem, istorijski povezani, pa je onda lakše francuskom čoveku da obavi izdaju Srba sa francuskom, mislim, interesa, a jednim delom i da zaštiti. Severna Македонија. Да. Тоа е британско масло. Дели? Американците се фала дека тие го решија проблемот со името. Британскиот модел да се дава имиња Источна Македонија, Северна Македонија. Па тоа е идеја која е прихвачена, долна и така натаму. Тоа се британски модели како што ги решавале колониите. Ali pametna ideja je zadovoljila 4 težnje, bugarsku, albansku, srpsku i grčku. Sve британски модел, тоа заедно со русите веројатно. Pa oni imaju, znate kako, britanske službe imaju najbolje te procene, imaju jako dobre procene stvari i imaju dobre predloge. Tako se oni bore, da kažem, da ostanu u toj svetskoj igri. I drugo, Britanci prvo imaju tradicionalno vrlo jaku službu ovde.
I to su uglavnom intelektualci, to su ljudi vrlo ovako, da kažem, obrazovani. Govorimo o celom Balkanu i oni se trude da uvek budu na čelu nacionalnih pokreta. Tako da, u stvari, u Severnoj Makedoniji ovu igru oko Đorđe Ivanova i to je sve, to je praktično sve engleska služba. Britanska služba. Britanska, da, britanska. Rusko odelenje na britanska služba. Rusko odelenje na britanska služba, zbog poverenja naroda, mora narod da se... Malce da, ruski da se kaže. Kako što veše Toma Nikolić Tuka, rusko odelenje na britanska služba, Aleksandar Vučić, tako imamo u Makedoniji. To se slučilo u Makedoniji. Ali kažem opet da je dobro, jer ja mislim da su pušteni ovako slobodni procesi, bio bi rat u Makedoniji, to ne bi bilo. Međutim, dogovorili su se i zato je Makedonija po najkraćem postupku ušla u NATO i na taj način je prostor pacifikovan. Ne može da bude sukob. To je dobro za narod. Zemljo Makedonska, pozdravljam te. Zemljo Makedonska, zemljo tursko-romska Makedonijo, pozdravljam te. Zemljo Makedonska, zemljo tursko-romska Makedonijo, pozdravljam te. За прославата и победата на ръкометниот клуб Вардар и освоената титула Европски шампион, сам да кажам само две литери работи. Како по некое непишано правило, почитувани гледачи, големите спортски успеси не се случуваат после големи политички разочарувања. Така беше и 2001 година. Тогаш кометал Ѓорче Петров, една година после рамковниот договор, една година после војната во Република Македонија, таа 2002 година станал европски шампион во ракомет. Пред 2 години ние исто така имавме ситуација која ракометниот клуб Вардар беше европски шампион, меѓутоа немаше ни приближно ваква еуфорија, немаше ни приближно вакво славење, немаше ни приближно ваква експлозија на емоции од македонските граѓани. Гледате, тоа беше маса на народ кој се собра на улиците на Скопје, кој се собра во центарот на Скопје. Всушност македонскиот народ сакаше да покаже дека не само што му се потребни победи, дека тоа е тука. Дека тие луѓе не се иселени. Дали постојано нас ни кажува ги нема луѓето. Луѓето се иселени, затоа е неуспешен референдумот. Затоа нема голема излезност во првиот круг на председателските избори. Не, луѓето биле тука. Само луѓето не им верувале на политичките партии. Луѓето не им верувале на политичките субјекти и затоа ги немаше на изборите. Луѓето се тука и луѓето испратија многу јасна порака. Со пораката која во неделата и во понеделникот беше испратена од луѓето кои го славе успехот на Вардар, треба да се замислат сите политички елити. Тоа е порака испратена до сите политички елити без разлика од каде припаѓаат, без разлика на бојата и без разлика на политичките гледишта. Граѓаните на Република Македонија им испратија порака дека тие сакат Република Македонија, дека не се согласуваат со промена на името и не се согласуваат со начинот на кој тие изминатите 30 години ја воделе Република Македонија.
Минатата недела ракометниот клуб Вардар стана европски шампион во ракомет. Јас немам друг начин или друга можност како да им помогнам на тие луѓе, како да им се одолжам, како на некој начин да го изразам мојот респект, освен да емитувам 10 минути интервју со господинот Самсоненко, кој во рамки на емисијата во Центар беше емитувано декември 2016 година. Тоа веројатно е единственото интервју на господинот Самсоненко или едно од ретките интервјуи каде што тој говори за себе како дошол во Република Македонија за неговите бизнеси. Значи 10 минути од интервјуто со господинот Самсоненко емитувано декември 2016 година во рамки на емисијата во Центар. Кој е Сергеј Самсоненко? Мистерија, дојде Тивко и стана најбогат македонец. Па дојдов Тивко обично. То што стал најбогат македонец, не би реков. Зашто најбогат македонец? Била дека сте најбогат македонец. И сега има две дилеми. Дали сте најбогат македонец на вистина или сте само завеса зад кое ВМРО го прави својот бизнис? ВМРО воопште тука не знам зашто. Затоа што нема никаква веза или врска со ВМРО. Затоа што На колку се проценува вашиот капитал? Тоа не можам да кажам затоа што не знам точни бројки. Повеќе од 50 милиона? Повеќе од 50 милиона. Повеќе од 100 милиона? Па негде тука, околу 100 милиона. Малку или многу? Што мислите? Зависи за што. За живот и многу. За некие работи што сакаш да направиш, мало. Како велат, во животот не ја заборавате првата љубов, ако стана збор за бизнисот, секој се поставува прашањето како го имате направено првиот милион. Ако првиот милион е направен така како што треба, тогаш и целиот бизнис ќе води така како што треба. Како Сергеј Самсоненко го има направено првиот милион, бидејќи тој прв милион секогаш ги крие најголемите тајни како подоцна ќе ви се развие идната бизнес империја. Велат не се прашуваат бизнесмените како го направиле првиот милион, пошто првиот милион сигурно не го направиле на легален начин. Како Сергеј Самсоненко го прави првиот милион? Со работав со спортски патеки. Тако направив прв милион. Тоа е во време на Јелцин, кој се создават или кој се формираат овие На време на Горбачов. Во време на Горбачов го правите првиот милион. Да. Значи вие сте милионер во време на комунизмот. Тоа веќе не беше комунизмот. Тоа беше тука кога се менува системот, кога беше перестројка, почна дозвола да работе кооперативи, значи веќе приватни фирми, како фирми. Дали сте човек на КГБ? Не. Го знаете планот Андропов, кој беше еден од големите команданти или лидери или шефови на КГБ. И неговиот план во период кога гледа дека се распадне комунизмот, вели дека треба да се изнесе капиталот надвор од Русија, да се стави на одредени сметки, млади луѓе да се појават надвор од Русија, да чекат да заврши целиот тој турбулентен процес и да се вратат со капиталот испран и во нова форма. Дали сте вие дел од проектот на Андропов? Мислам дека тоа е само приказна. Мислам дека нема ништо од тоа. Тоа моје видување. Јуриј Андропов беше најголемиот шеф на руската тајна служба КГБ. На таа функција од 1967 до 1982 година, значи 15 години, во периодот кога КГБ е убедливо најмокната светска тајна служба, на нејзино чело Јуриј Андропов. Од 82 до 84 година, значи веднаш после смртта на големиот советски комунистички лидер Леонид Брежнев, значи 2 години, Јуриј Андропов е на чело на Советскиот сојуз. Го познаете Андропов? Не го знам, нормално го знам од телевизија и јас бев мал. Со Путин се знаете? Не, нажалост не. Сте били ли колеги во КГБ или во некои структури? За КГБ е смешно затоа што КГБ одавно нема. Тоа е исто Добро, ФСБ. ваква голема ФСБ, например, Федерална служба ФСБ, за да. безбедност. Не, ја не од таа структура. Во последните 10 до 15 години, значи не постои монденско летовалиште во светот, кај што големите руски тајкуни не ги имат најголемите и најубавите објекти, најголемите фудбалски или кошаркашки екипи, во голем дел
се раководени или се купени од овие руски тајкуни. Арсенал од Устинов, Челси од Роман Абрамович, Монако, Нью Джерси кошаркашкиот клуб и така натаму и така натаму. Во нашиот случај станува збор за господинот Самсоненко, кој ги има под своја контрола или во своја собственост трите најголеми во моментот спортски брендови во Македонија. Моделот Роман Абрамович. Видите, вие многу наликувате на тој модел Роман Абрамович и тоа е на цела лепеза на млади во наводници руски бизнесмени кои се појавуваат од никаде, доаѓаат, не знам, некој во Велика Британија, некој во Франција, некој во Македонија како што дојавте вие, инвестирате во спортот, покажувате огромно количество на пари, купувате место во општественото живење, купувате влијание во општественото живење, јас тоа го нарекам модел на Роман Абрамович. И на тој начин тој крупен руски капитал полека, но сигурно завладува со цела Европа. Не се согласувам со вас. А во кој дел не согласувате? Ќе ви Не сте објаснам. богат, не инвестирате, нема Роман Абрамович во кој дел? Прва, Роман Абрамович има други бизнеси кои поврзани со природни ресурси, тоа е нафта и све друго, и тоа е различни пари. Многу луѓе, Русија е голема, многу луѓе работат и не обовезно, пример, он може заработува толку колку ја вкупно имам пари, он може еден ден тие Добро, пари. тој заработува милиарди, вие заработувате милиони. Тој инвестира во Челси, вие инвестирате во ФК Вардар. Тоа е разликата всушност. Да, не се согласувам со купување на, како ви рековте? Па свое место во општеството, влијание во општеството, бизниси, со ова не конекции и се така. согласувам затоа што ја некако затворен човек и не ме треба. Значи ја не идам не во политика, не во друго, ја сакам мирен живот, фамилиарен живот и кога има можност и така идам негде у шума или на Тивко где на море, не сакам журки, не, значи таков тип. И за купување на зашто би ја купувал тоа, ако тоа не ме треба. За македонски услови, ако годишно трошите некаде помеѓу 11 и 12 милиони евра и вложувате во ракометниот клуб Вардар, во женска конкуренција, во ракометниот клуб Вардар, во машка конкуренција и во фудбалскиот клуб Вардар, тога се постава прашањето колку пари мора да заработувате ако 10 до 12 милиони евра годишно вие трошите на овие три фудбалски ракометни клуба. Вие имате два ракометни клуба и имате фудбалски клуб Вардар. Значи Вардар фудбалскиот клуб е како да речеме еден од брендовите на Република Македонија. Значи секој македонец се поистоветува со фудбалскиот клуб Вардар. Па го имаме ракометниот клуб Вардар, машки и женски. Колку годишно трошите пари на тоа? Многу, премногу отколку што имам, затоа што тешко да го држиш на толку високо ниво како ракометни клубови, а фудбал уште е на почеток на пат. Добро, колку во ракометот на пример трошите? Лани беше 7,5 милиона евра. 7,5 До двата клуба. За двата клуба, значи некаде ова година околу 8 милиони евра, ако не и повеќе. Не повеќе. Во фудбалскиот клуб колку трошите? Негде 3,5. Значи вие сте некаде околу 12 милиони евра годишно да трошите во спортот. 11-12, да. Колку ви се враќа? Скоро ништо. Значи, колку пари треба да има некој човек за да може годишно, како хоби, бидејќи парите не му се враќаат назад. Значи, тоа не е бизнис да ви се враќа профитот, да вложите 11-12 милиони евра по нешто што не ви се враќа. Значи, ви треба да имате сигурно пола милиарда евра или 1 милиарда за да може да си дозволите да извадите од джеп и да ставите на маса 11 или 12 милиона евра. Не обовезно. Јас трошам може и повеќе од пола пари што добавам годишно, трошам на спортот во Македонија. Зборувам за тековни трошоци. Зошто би трошили во Македонија? Роден сте во Ростов, се живееле до пред 10 години во Ростов, 40 години сте поминале во Русија, не сте ни знаеле за Македонија без малку,
да не зборам за Прилеп или за Битола или за некои други градови, доаѓате 2006 година и се годишно трошите 11 милиони евра. И очекувате дека публиката ќе ви поверува во тоа, дека еве не знам од некои хуманитарни причини и од љубов кон спортот вие трошите годишно 11 милиони евра. Само една причина, љубов кон спортот, и така од кое време трошам пари на спортот во Македонија? Последните 3-4 години. А колку години сум во Македонија? Па, по оно што јас сум го читал, сте некаде од 2006 Не, година. ова е одговор на вашето прашање зашто не во Русија, а овде. Затоа што јас сум тука живеем 10 години. Тука заврша школа моја постарата ќерка и мои двете ќерки тука учат и ние тука живееме. Сега следува политичка анализа со господинот Сотир Костов. Како вовед во таа политичка анализа, ќе цитирам изјавата на Метју Палмер. Метју Палмер беше до пред некое време висок функционер во Американскиот Стейт Департмент, на таа позиција го наследи господинот Хоит Ли. Всушност Метју Палмер во администрацијата на господинот Трамп беше тоа што беше Хоит Ли во администрацијата на господинот Барак Обама. Тој вели дека тежината на договорот помеѓу Македонија и Грција или на договорот од Нивици е безмалку со иста политичка сила, исто политичко значење кој со договорот од Дејтон. Договорот од Дејтон е потпишан 1995 година. Со тој договор се настојуваше да се пасифицира и да се средат сите балкански отворени прашања. Тоа значи 1995 година врз база или во фонот на тој договор од Дејтон беа првите билатерални договарања или таа времена спогодба помеѓу Македонија и Грција, односно со таа времена спогодба Република Грција прифаќа Република Македонија да стане членка на НАТО и ЕУ по таа привремена референца поранешна Југословенска Република Македонија. Значи ако на договорот од Нивице му се дава таква политичка тежина и ако дополнително господинот Палмер вели дека владата на Република Македонија Зоран Заев ќе добие датум за преговори ако не во јуни, во јули или во октомври, тогаш нешто се работи за сцената. Со Сотир Костов ќе анализираме што всушност се случува за сцената. Сотир Костов, Заев игра на се и ништо, вие како мисля на ништо. Како ВМРО да помане? Па добро, ВМРО да помане, ја мислам се врати, важи она од филмовите на Шварценберг, I'll be back. Мислам дека се вратија, во игра се, иако не е тоа ВМРО да помане, што јас посакувам да биде. Меѓутоа Заев игра на се и ништо. Па добро, Тоа е остави втор дел да одговорам. Хазардер, знаете, хазардер, коцкар, игра на се или ништо. Мислите хазардер или Да. пресметано? Бидејќи мене ми се чини дека има добра пресметка направена кога игра на се и ништо. Па видете, во коцката не можеш да имаш добра пресметка, господин Ивансков, бидејќи тоа е коцка. Еден Се ден- или ништо кажува. Еден ден ќе заложиш куќата. На Па крај да, ама во секој случајот куќата е Македонија. Да. Затоа не го прифаќам хазардерскиот Името. однос на Заев. Името отиде, еве ние неколку јадра сегменти македонистички го браниме, ќе биде тоа тешка, макотрпна битка, не се откажуваме. Ова е доказ дека не се меѓутоа откажуваме. пред една недела Да. видовме што се случи. Или пред 6 дена во понеделникот победа на Вардар и масовно излегување на улица. Нели немаше народ во Македонија? видите, Нели, многу го нели забележувате. немаше за референдумот? Нели треба да ја коригираме избирачките списоци? Нели немаше за првиот круг на председателски избори? Видете мојата Испадна перцепција. дека имало народ. И има, уште. Има народ. И има млади во Македонија. И ова е порака. Бараат успеси. И ова е порака и кон Заев, многу повеќе, но и кон опозицијата. Да, и кон ВМРО. Апсолутно, значи овој народ што излезе во неделата, што излезе во понеделникот, испрати порака кон сите политички елити. Вие Паско. не заслужувате наш глас, тој им кажа. Младите беа јасни и гласни, бар за мене. Мојата перцепција од таа величествена прослава спонтано се одвиваше, имаше неколку грешки, химна, ама тоа не е битно сега. Тоа не може да го засене. Они вака велат. Моментот не може да го Елене, засене. тука сме за победниците, за шампионите, оние што носат резултат и во ненормални лоши услови. И тука сме за државата Значи, кога и треба. да, парадигмата Вардар треба да ја следиме. Гледате, Костов, Поточно, пред две опозицијата нека ја следи. Пред 2 години имаш исто победа на Вардар. Вардар пред 2 години беше исто европски шампион. Па немаше ни приближно таква еуфорија. Ни приближно таква маса на Ама народ. пред 2 години се викавме Република Република Македонија. Македонија. Значи, ова моментот го на пример, Така. гледате, и кометал Ѓорче Петров се случува 2002 година, 2001 година е рамковниот договор, војната во Република Македонија. Светол момент е и тој. И една експлозија. Сега се случи исто така. Значи, во моментот тие луѓе почувствуваа потреба да кажат можеби со најмала цена.
Може би со Видите, најмало Луѓето опасност. кажаа и на 30 септември, Да, и него па некој го погази тоа, Така, и не- власта, и не- не народната власт. Еве сега искористија во Скопје, видевте како мизерно се чувствуваше Шилегов, видевте како говорот на телото каков му беше, а тоа е таткото на градот. Треба тој да ги прими, треба да се гушка со нив, треба да направи од енергија синергија. Не, тој беше маргинализиран. Јас кој да ми чекор понатаму. Да, поверете. Власта знаеме што направи. Власта ги направи најлошите работи во изминатите 2 години што се направени последните 30 години во Република Македонија. Би рекол Име, и презиме, 100-200 историја и години. така натаму и така натаму. Меѓутоа, ако таа енергија на референдумот, вие сакате да ја капитализирате преку Гордана Селјановска, и првата реченица на Гордана Селјановска е дека е Јанус со две лица, дека дома ќе се биде Република Македонија, а дека е легалист и кога ќе биде избран за председател, ќе биде Република Северна Македонија, таа енергија нема да ви ја дадат. Видите, таа енергија не ви е бескаматно орочена, не ви е безусловно дадена. Таа енергија ви е како кредит. Вие треба да го заслужите тој кредит од граѓаните. Да. Очигледно не се заслужил тој кредит Ако ме доволно. зборуваш сега, ама вака, значи, ја мислам Гордана Селјановска Давкова максимум излече и ВМРО со незе, но ја очекував делот од ВМРО што е во поглед на највисокото ниво стратегија, помеѓу двата круга малку поинаку да биде изведено. Бидејќи се виде првиот круг, ги избезумија луѓето од глас. Им ги нема гласовите. Народот покажа што бара, а што не добива. Нешто народот не добива. Да. Очигледно дека нешто не добива во доволна мерка во која сака да добие. Што не добива живот за сите. Не добива живот, не добива јасен став, значи не добива јасна перспектива. Многу попосетени се контейнерите на улицата, отколку И што очекува? рестораните или И кафичите. што очекувате сутре? Гледате, има 3 битни моменти во моментот. И да ви кажам, сега те насмеам, ја очекувам дата за почнување на преговори. Тоа ми го ветува Заев, тоа ми го ветува Шекеринска, тоа ми го ветува Димитров. Во тој поглед, немој да се разочараш, ја им верувам. 2 години ме лажат или не ме лажат за тоа, јас ветувам, јас очекувам датум за отпочнување на преговорите. Дојде јуни, го нема датумот. Ајде да се чекаме до крај. Видите, и јас На месецот. прв пат сега мислам дека можно е да добија датум. Прв пат сега мислам Ја се надевам. дека е можно да добијат. Ама имаше изјава на Палмер, тој беше висок функционер во американскиот Стейт департамент, кој вели, тоа го пренесо нашите портали оваа недела, кај што вели дека договорот од нивица, значи договорот помеѓу Македонија и Република Грција, е по тежина политичка и по стратегиска тежина веднаш после договорот од Дејтон. Значи гледате која Го дигаат, да. која драматична тежина му дават на договорот помеѓу Да, ма Македонија после Дејтон знаеме и што Грција. се случува, еве сега е критикуван и Дејтон и Рамбоје и сите. Да, спречена Мене, знаете што ме да, секира? но Дејтон е спречена војна во Босна и Херцеговина. Да, да. Решен е македонско-грчкиот ајде да речеме спор во тој момент со времената спогодба, отворени се вратите на Република Македонија за влез НАТО, ЕУ, потаа привремена Формално. И дадене му се 4 години на Слободан Милошевич да го решава Косово, што он не го решава. Не го реши. Значи ако на нивице се дава таков битен третман или таква битна тежина, тоа значи дека тој договор има за американците исклучително битно влијание за решавање на одредени балкански проблеми. Црна Гора, Косово, Македонија, отворениот прашања во Босна и Херцеговина. Да, ама видите, јас сега разговарам како човек, субјект, погоден со тој договор. Лесно му е на Палмер од далечина преку ремоут контрол да каже што мисли тој или како геостратешки. Палмер е функционер. Јас се во контекстот кој не Македонија кој не зборувам. сакаше да се сретне со Христијан Мицкоски, со Ѓорги Иванов. Многу добро ми е познато кој е Палмер. Него видите сега, Си замина веднаш. зошто тој Палмер не влијае во Косово да не се прават овие глупости со србиве на северот на Косово? Јас сум исплашен тоа да не се прелее. Васко, ја имаме 99-та година. 98 се сеќаваш, прелевањето. И 2001. 2001, не сакам да зборувам, тоа е врв на скрнувањето на македонската политика. Истото ви Заев вели во Германија се плашат од формирање на голема Албанија. Па ако се плашат нема вака да действува фрау Меркел, ќе биде многу подецидна, ќе биде многу поодлучна. И ако пред 2 години му ветила на Заев од почнување на разговорите ќе му ги даде, а не сега доди во Берлин да клекнува и да и бацува рака за да го даде датумот. Ова изјава на Зоран Заев од пред 3 дена или пред 4 дена кај што вели дека германската канцеларка
или германските политички субјекти се плашат дека ако дојде до формирање на независно Косово или до прогласување на независно Косово, дека биде отворен патот на спојување на Косово и Република Албанија, а ако дојде до спојување на Косово и Република Албанија, тогаш многу лесно може да се влезе во процес на формирање на голема Албанија. Гледате, тоа е германското стојалиште. Тоа германско стојалиште сега доминира во Европската унија. И второто стојалиште, руското стојалиште, кои не отстапуваат од таа резолуција 1244. Ако се опстои на резолуцијата 1244, ако Владимир Путин не му попушта на Александар Вучич и не го прифаќа предлогот на Александар Вучич за разграничување на Косово, за кое е добиено на некој начин зелено светло од Соединетите американски држави, тоа значи дека директно се турка Србија и Александар Вучич во војна со Косово. Гледате, ако германците велат нема промена на границите, и ако не дозволат промена на границите или размена на територии, или тоа прекројување помеѓу Косово и Република Србија, ако русите велат обстојуваат на резолуцијата 1244, тогаш Германија и Русија на некој начин ги туркат косоварите и србите во одредена војна. Ако дојде одредена војна, тогаш ние сме само на 50 или на 100 километри од таа војна. Што ќе случи со Република Македонија? Втори дел на анализата со господинот Костов. Значи, Вучич излага, мислам дека е на Великден, и дава интервју за Пинк телевизија, кај што вели американците ни нудат најдобри предлози, вие немате представа што другите нудат. Да. Значи, можеме да анализираме две други позиции. Позицијата на Меркел, која вели нема менливост на границите. Значи, ако нема менливост на границите помеѓу Косово и помеѓу Република Србија, значи нема ни формирање на голема Албанија, што за косоварите е нешто со што не би се согласиле. И ставот на Русија 1244 резолуција. Русија и понатаму останува на резолуција 1244. Да. Ако Русија останува на резолуција 1244, тоа значи нова војна на Балканот. А не посакувам, а и не сум сигурен, инаку според логиката ова изреченат заклучок ти е во ред. Ако го туркат Вучич кон 1244, тоа значи српска војска на Косово, тоа значи обратно од тебе мислам. Тоа значи Русија нема да дозволи да се случи она што се случи 2001 во Македонија, малку го ширам контекстот, ниту пак она што се случи со отцепувањето на Црна Гора и отцепувањето се уште не завршено со Косово. Тогаш беше слаба Русија. Путин е сега најјакиот, најмогниот државник на светот. Ако имате Палмер, кој вели договорот помеѓу Македонија и Грција, има безмалку иста политичка и безбедносна тежина кој договорот од Дејтон, имате Русија кој вели резолуција 1244, а гледаме како не пушти низ вода со името Република Северна Македонија, тоа значи дека нешто ќе се случува на Балканот. На Балканот секој пат се случуваат работи, но ние сега гледаме да не се случи најлошото за нас. Кога Заев ќе каже, ако не ми дајте датум за отпочнување на преговори ќе падне македонската влада, тоа игра на се или ништо. Видите, игра на се или ништо, ама гледате што е лошо. Ја носам случајно со мене стратегијата на Франција за Балканот, не вели за Македонија. Кога, гледате колку ние паѓаме длабоко. Ние дојдовме дно на дното, се повикува на рокерот гениален Балашевич. Значи, видите, нас не ставија во кос сега, не вратија назад, а најмногу ни ја спомнуваат Албанија. Значи, ова стратегија вели нема проширување на Европска унија. Може Заев да бара што сака, може нас да не залажува што сака. Нема да го добиеме тоа, бидејќи Макрон и Франција се многу децидни. Гледате како Зоран Заев игра до крај, почитани гледачи. Се коцка до крај. Оди на се или ништо. За април идната година е најавен попис во Република Македонија. Повеќе од 20 години не е спроведен попис во Република Македонија без малку од ранковниот договор кој е потпишан. И Зоран Заев во април наредната година најавува дека ќе биде спроведен попис во Република Македонија и ќе биде спроведен и по етничка основа. Ако до пред 2 или 3 месеци се сметаше дека нема да биде изјаснување по етничка основа, туку само ќе бидат попишувани становите, зградите, колите, домакинствата и така натаму и така натаму. Сега, со одлука на владата од пред неколку недели, е најавено дека наследниот попис во април наредната година ќе биде попишувано и по етничка основа. Зошто го прави Зоран Заев тоа? Бидејќи смета дека неговата употребна вредност ќе трае се до оној момент докај ги решава горливите прашања во Република Македонија и да не добие датум за отпочнување на преговори со Европската унија, Зоран Заев ќе оди да ги решава сите горливи прашања. Тоа што тој распродава македонската историја, го распродава македонското име. Со пописот претпоставувам дека ќе го распрода и македонскиот статистички потенцијал, дека испне дека можеби албанците се повеќе од 25%, тоа не го секира Зоран Заев. Зоран Заев сака да има само
употребна вредност. Па и по цена на македонскиот интегритет. Таа употребна вредност ќе обезбеди само се решавање на горливите прашања. Тоа е стратегија на Зоран Заев. Македонската опозиција мора да најде начин како да се спротистави на таа стратегија на Зоран Заев. Да не ги залоди своите односи со меѓународната заедница, меѓутоа во исто време да може да му парира на Зоран Заев. Тоа е ребусот кој мора да го решава македонската опозиција. Ако Заев речи, ако не добиеме датум за преговори, за отпочнување на преговори, ќе падне македонската влада. Не му верувам во тој случај. Ама самата ќе падне. Она оди кон амбис, она веќе паѓа. Ако му не го чувствува тоа. Ако верувате дека ќе добие датум за преговори, можете да му верувате дека ќе падне владата ако не добие датум за Не, преговори. ја и посакувам, ја да сум деците. Видите ви кажам, нам ни се случува една ситуација, ди Лампедуза, принцип, стратегија, доктрина на ке менуваме се, ама ништо да не промениме. Тоа е многу опасно. 2 години тоа не се случува. Ајде да подседам конкретно да бидам јасен. Овој директорот на затворот го сменија. Ама Косто, ви... Еве завршија изборите. Нема Косто, ви... Значи не менувате. Вие Во суштина не менувате. Вие сведувате на многу пониско ниво. Не. Перцепцијата на На работа. ниво да се разбере. Човекот смени све. Ништо не смени. Нема смени све, смени име. А, не, смени... то да. Ама смени све. Ама то- Како не смени ништо, мислам се извинувам, видите, вие вака. Дали ќе Го смени смени директор целото раководство за СДСМ. Ама да, смени све. Ама видите, Да. он го смени подпредседателот министерот што е за внатрешни. Ама не го смени министерот. Он го смени подпредседателот Ите. што е во владата Господин- министер за информатичко општество. Ама не го смени министерот. Костов. Не смени ништо. Господин Костов. Ништо не смени. Смени све. Смени име, смени историја, смени презиме. И најави попис во април наредната година. Да. Така? Он најави попис и се откажа од варијантата да нема етничка компонента во пописот, рече дека ќе има етничка графа. Ќе можеме на пописот да се пишуваме така како што се чувствуваме македонци, албанци, роми, турци, некое- бошци, така. Не се извинувам. Но ако е пописот април наредната година, тоа значи дека предвремени избори би требало по таа логика да има пред април наредната година. Ако има редовни избори, а е направен попис, тоа ќе треба да дојде до менување на избирачки списоци, до корекции на избирачки списоци. Иако тие влечат корени од базата на државјанство, а не од пописните резултати, но ако има попис во април, ние ќе имаме избори пред април. Вака да ви кажам. Во моментот Заев се наоѓа во една лимбо ситуација, кога мисли дека се зависи од него, а веќе ништо не зависи од него. Еве видовме со промените на министрите. Дуј му вика не, најм, јок. Не се едно прашање. Ако имаме попис во април наредната година, веќе е поминат на седница на влада. Тоа значи дека ние ќе имаме избори или редовни декември наредната Ама година. редовни не ни бега. Не, ама не се извинувам. Не ни бега. Или редовни, но тога со корекција на изборни списоци, све ќе мора да биде коригирано, бидејќи ќе биде нов попис напред, или ќе имаме предвремени избори пред април наредната Аско да те година. прашам, а во историјата на Демократска Македонија, Република Македонија од 91 година, се сеќаваш ти СДСМ кога било на власт да даде предвремените парламентарни избори? Ај потсетиме. Видите, но ни Зоран Заев Не, ќе ми одговориш? Да, ќе Не, нема. Да, но Не дават. Да, но Зоран Тој Заев институт кај нив не постои во демократијата. Да, но Зоран Заев не игра типично СДСМ. И сите потези кои ги Па прави, да, шарено игра, му се, но му не- се нетипично СДСМ. Му се нетипично СДСМ. Така да јас никош не би се откажал од варијантата и би го анализирал Зоран Заев како типично СДСМ. Тоа е секојаш малце, ни вамо, ни тамо. Као подпредседател на СДСМ беше против изградба на црква во центарот на Скопје, ако се сеќавате, а како градоначелник на Струмица ја градеше најголемата црква во Струмица. Така да Зоран А добро, Заев, тоа се Зоран различни Заев- контексти. Едниот е локален, да, а Зоран другиот е Заев малку секојаш поурбан, централен. функционира малце, ајде да речеме, двојно, двонасочно. Мора и тројно би рекол. Да, и тројно. Ке има Се ли враќаме предвремени избори? А јас посакувам да има предвремените Нема што избори. очекувате. Ако он прави, значи он игра на сеј ништо. Гледате, пописот остана, они пописот ќе го реализира. Мислам Гледате, нема да е во он функција игра- он да го реализира попис. Не е битно, ќе се реализира. Тоа што Не, ама попис нам ни треба. Тоа што се- Ама Васко, зошто да бегаме од попис? Видите, Ние ќе одамна се- не сме преброени, Васко. Одамна не сме Ако преброени. Зоран Заев не е премиер, идниот премиер, ако претпоставуваме нели од ВМРО да помене, ќе ги менува сите табли по школите, ќе менува по здравствени домови, таму у здравствен дом од тоа е надве, Васко. Не, Тоа е надве, тоа. Идниот премиер од ВМРО, кој уште нема поминато своја внатрешна катарза на пречистување, ќе треба да реализира попис, мопис и така натаму и така натаму. Гледате, и ако се повлекува Заев и се повлекува со Кутузов варијанта, кај што ви остаа сериозни мински полиња, на кои идната ВМРО влада, ако се формира, ако победи, ќе најде на сериозни Не сум воен експерт, ама минските полинија постојат за да бидат деминирани во пацифистичка Ако знае, шема, ако знае. а да
Имаме жртви ако одеме кон војна. Ако знаете Ја ви тврдам да дека деминирате. тие ќе бидат деминирани. Затоа што се менува контекстот, се менува климата. Доаѓа нова енергија која ќе биде преточена во синергија и се надевам премиерот ВМРО кој малку повеќе ќе мисли како да го вратиме името. Ајде мала анализа на метлата на Зоран Заев или чистките кои ги има најавено Зоран Заев. Од начинот како се спроведува метлата на Зоран Заев, а сменети се сите председатели на општински организации на СДСМ и сменети се сите подпредседатели во СДСМ, се доаѓа до заклучок дека анализите на СДСМ и на Зоран Заев всушност укажуваат или упатуваат на заклучок дека тие не сметаат дека се казните од македонските граѓани поради промена на името. Напротив, тие сметаат дека еден дел од македонските граѓани гласале за СДСМ бидејќи имале зголемени очекувања после промената на името. Односно, дека најголем дел од македонските граѓани ги казнале СДСМ и Зоран Заев поради непотизмот, поради криминалот и поради сите тие работи кои се врзуваат со власта. Затоа се направени чистките така како што се направени. Значи Зоран Заев не смета дека е казнат поради промена на името, напротив смета дека е награден нови избори и на претходните избори поради промената на името. Не ви се чини дека може ВМРО да влезе у синдромот Јанес Јанша, да победува, а да нема Тоа коалиционен... најмалку го посакува. Не, дали е можно, поставам прашање, не Секој велам пат дека е јас можно, сакам или ама не сакам. видите, јас сум- Бидејќи Јанша победува и нема коалиционен потенцијал да формира влада. ВМРО победи на 11 декември 2016 година и немаше коалиционен потенцијал да формира влада. Дали Да, тоа ма затоа може... ги избори локалните, ги избори Да, председателски. дали тоа може да стане трајна Не, некоја карактеристика? кругот е затворен, мора да извлечат поука луѓето од ВМРО, мора да си признаат на самите себе дека последните 3 избори немаат резултати победнички, на првите парламентарните победи, како што рече, не направи влада, локалните катастрофално ги изгубија, председателските поради несоодветна стратегија исто така ги изгубија, а првиот круг им е гениален. Значи, ќе ја сменат стратегијата. Јас ви тврдам, енергијата од плоштадот што беше со Вардар, со таа енергија се победува. Слушате. А ВМРО е опозиција, ВМРО е партија секој пат со народот. Ја нити сум член на ВМРО, нити сум симпатизер на ВМРО, ама си имам трајна врска со ВМРО, со историјата. Некој пат ќе ја раскажам таа врска. Оди корењата се во Крушево. Костов, ВМРО мора гледа. да спаси Македонија и да му помогне на македонскиот народ. Изгледа Александар Николовски и после оние состаноци на Европската народна партија што се во Брисел, први после европските избори, вели дека тие се бореле новите председателски избори со најголемата коалиција во историја на Македонија. И тоа е точно, Васко. Ама ќе ти го објаснам. Ама ја не се согласувам. Па вред. На овие избори ВМРО имаше најголема коалиција. Знаете кој беше во коалиција со ВМРО? Ајде. Незадоволните од договорот од Преспа, незадоволните од Тиранската платформа, незадоволните од договорот со Бугарија. Поголема коалиција на незадоволни луѓе во историја на Македонија не постоја. Да, ама тоа е председателски избори, Нема, тоа не е парламентарни избори, сигурно. не се освојува Сигурно, власт. Костов, Видите, не може толку гласови да ви донеси Али Ахмети, да ви донеси Зиедин Села, да ви донеси Беса, да ви донеси што ја знам Мендух Тачи, колку што Кај можат. се тие гласови во Ама не, првиот се тур, да извинам, те прашам? колку Кај што се? колку што можат да ви донесат незадоволните од Тиренска платформа, незадоволните од договорот од Нивице, незадоволните од договорот и доаѓаш на мое, и незадоволните дека несоодветна стратегија за настап на и избори незадоволните од владењето на Зоран Заев. Поголема коалиција. Дури ни Лјупчо Ѓоргиевски толку брзо не го трошеше својот рейтинг кој што го троши Зоран Заев. И не го поразија. Значи нешто треба некој да седне и да рече стратешки да размислува некој. каде таа најголема коалиција во историја на Македонија не ги даде гласоите. Не, постои таа туправ ќе се надградува, туправ ќе се расширува. Сега зборев ја за политичка коалиција. Ти да го имаш СДСМ заедно со трабан партиите, ти да го имаш ДУИ, ти да имаш дел од Беса, ти да имаш која беше она трета партија, ДПА, и да од ВМРО у првиот круг на председателни избори само 4000 гласа се боли. Тоа е голема сатисфакција за ВМРО. Ајде малку да ги анализираме односите на СДСМ, на Зоран Заев и албанските политички партии. И тоа ќе го направиме во две нивоа. Првото ниво е смената на подпредседателите во врвот на СДСМ. Мене ми се чини, почитувани гледачи, дека клучната смена во таа смена на тие 6 подпредседатели на СДСМ е смената на Мухамед Зекири. И дека сите останати смени всушност се направени за да биде заскриена смената на Мухамед Зекири. Бидејќи ако Зоран Заев сака да има долговечност на коалицијата со Али Ахмети и со партијата ДУИ, мораше да го смени Мухамед Зекири. Мухамед Зекири како подпредседател на СДСМ отвори толку многу фронтови визави ДУИ и визави Али Ахмети,
што ќе е просто незамисливо како може СДСМ и Зоран Заев понатамо да има коалиција или добри коалициони односи, па дури доати на заеднички листи на идните редовни или предвремени парламентарни избори, ако Мухамед Зекири понатамо останеше подпредседател на СДСМ. Всушност, смената на останатите 5 подпредседатели во СДСМ беше направена да се скрие смената на Мухамед Зекири. Очигледно Али Ахмети бараше од Зоран Заев Мухамед Зекири повеќе да не биде во врвот на СДСМ, ако сака да биде функционална коалицијата помеѓу СДСМ и ДУИ, односно Али Ахмети. И втори дел се бомбите. Бомбите кои се пуштат од Америка и бомбите кои се целно насочени против партијата ДУИ и против Али Ахмети. Гледате, почитувани гледачи, човекот кој ги пушта бомбите од едно кичевско село, од истото кичевско село е новиот директор на Агенцијата за разузнавање, господинот Еролд Муслиу. Еролд Муслиу е близок пријател на господинот Мухамед Зекири. Гледате, од исто село потекнува и Еролд Муслиу и човекот кој ги пушта бомбите. Не велам дека тоа нешто значи. Само велам дека постои одредено коинциденција или одредено политичко совпаѓање на тоа од каде потекнал човекот кој е нов директор на Агенцијата за разузнавање и од каде потеклото на човекот кој во Америка ги пушта бомбите. Мене ми се чини дека всушност луѓето кои ги пуштаат бомбите, ако не може да бидат под контрола на македонските или американските тајни служби, на некој начин создаваат нов Фетула Гюлен. И тоа што Фетула Гюлен пробуваше да му го прави на господинот Тајип Ердоган во Турција, некој тој им го прави на Али Ахмети и на албанците во Република Македонија. На крајот на денот, Зоран Заев очигледно сака сите албански коалициони партнери или сите албански партии да ги стави во една заедничка коалиција. И со таква заедничка коалиција да оди на следните парламентарни избори, односно на ВМРО да помоне, да му се случи синдромот Јанша, да може да победува ке македонците, но да нема доволен коалиционен потенцијал да ја формира идната влада. Тоа една се случи на 11 декември 2016 година, ќе видиме дали ќе се случи на следните редовни или предвремени парламентарни избори. И след овие бомби што ги пуштаат во албански. Да. Еме го мојот одговор. Бомбите ги актуализираше Верушевски, му ги дади на Заев, Заев на Катица. Се сеќаваш на различните бројки. Треба да одговорам. Нема. Кога ќе тражиме некои нови екипи истражувачки, кој ги пушта, 3 имиња има. На врвот е Заев. До него е Верушевски, веднаш до нив е Катица. Не ги пушта Васко Евтов, не ги пушта Сотир Костов, ни Елчека, ни никој друг. И се пуштат, само тие тројца луѓе ги пуштат и ги го повлекуваат. И се пуштат од Америка. Не е точно ни тоа. Тоа е само изворот доаѓа. Да, се пуштаат од Македонија. Да, се пуштаат. Се пуштаат од Бихашка, или како се вика таа улица. Па исто како што е Се пуштаат од Сељао. Исто како што е Фетула Гюлен. Да. Одредена форма или маска или играч или било што кој се користи за Ердоган да ги направи тие работи што ги прави Турција, така и чека. Па што ти кажел некој дека Катица е веќе минато? Не може она да каже допушта можна со ткајнез да истрчено, излезено овие бомбиве, а вработените кајнези да одговорат не е точно не со ткајнез. Некој лажи. Ја мислам дека Катица не ја кажува вистината. За мене таа е минато. Бидејќи знаеш како се избраа тие нова Катица. Ова комисија за антикорупција не гледа што се истражува. Кој го дал мандатот за тоа, да ве прашам? Иако се залагам конечно таа комисија да се го заземе место. Како би они истражуваат нешто што апсолутно не е во нивна надлежност? Имаме обвинителство државно, имаме организиран криминал, имаме специјално јавно обвинителство, комисија за антикорупцијско ќе истражувала како се доделувале државните награди. Ма ти се молам, Васко, каде тука антикорупција или корупција гледаш ти? Костов. Се е изместено од зглобот, нема вредности, первертирани се. Заев игра на се и ништо. Ке има се или ке има ништо? Ништо за него, а се надевам се она како јас перцепирам за македонскиот народ, за Македонија, за сите граѓани во Македонија, во соседството и во диаспората. Да треба да дојаснам нешто? Не, само ќе викнам до 6 месеци да име дали сте погодиле. Важи. И така одавна не бевме видени. Драго ми е што сум со тебе. Нешто дена немаме снимано. Важи. Па добро, тоа е тоа. Многу среќа. Благодарам, се надевам дека ќе се видиме во времето кога вие рековте да годите. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи. Здравје Боже, се гледам идната недела во истото ова време. До тогаш, пријатно вечер Македонија, каде и да си.